Однесувањето на Бугарија и незината блокада на преговарачката рамка за Северна Македонија предизвика незадоволство кај одредени членки што се рефлектира и во функционирањето на самата Европска унија. Чешка и Словачка сметаат дека заклучоците за проширувањето на унијата за кои вчера на амбасадорско ниво беше постигната начелна согласност не се задоволителни. Двете држави членки не се согласуваат со формулацијата за погрешно толкување на историјата која се однесува на земјава и употребата само на долгото име Република Северна Македонија. Овие две барања на Софија германското претседателство по првичниот отпор ги вклучи во предложените заклучоци за проширувањето кои унијата вообичаено ги усвојува на крајот на секоја година. Но сега консензусот за заклучоците за сите земји кандидатки виси поради незадоволството во ЕУ, откако што се нарекува во некои кругови во Брисел непринципиелното однесување на Бугарија. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи денеска од Будимпешта порача дека одлуките во Брисел и неуспехот на унијата и во последниот обид на германското претседателство да оформи консензус за преговарачката рамка се доживува со длабоко разочарување во земјата. Во вчерашните заклучоци на Европската унија се вели дека земјите кандидати треба да сторат се за да стават крај на неправилната интерпретација на историјата, но мислам дека словот во собата е дека се работи за неправилна интерпретација на сегашноста и на иднината. И ние денес, например, имаме билатерални договори за поддршка во граничната соработка со земји како што е Унгарија, затоа што се уште не можеме да го подпишеме договорот со ЕУ за распоредување на силите на Фронтекс поради неправилно толкување на сегашноста. Владата во соопштение заклучи дека Бугарија вчера го потврдила ветото и дека се изневерени европските вредности и очекувањата на граѓаните. Без разлика што Европската унија испраќа лош сигнал за вредноста на нашите домашни реформи и покажани резултати во процесот на интеграција во унијата за кои од Брисел стигнуваа признанија, Северна Македонија останува посветена на стратешкиот колосек како и досега, соопшти од владата. И покрај неуспехот низиното претседавање со унијата да го заврши со позитивна одлука во делот на проширувањето, германската канцеларка, одговарајќи на прашања во Бундестагот, рече дека е во контакт со бугарскиот премиер и дека деновива очекува да се реши прашањето за пристапните преговори на Северна Македонија со Европската унија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.